Националниот младински совет изминативе денови во повеќе градови од југоистокот ја спроведува кампањата или пак презентацијата на можности или гаранцијата на млади како можност младата популација да дојде до поголеми бенефити кои што ги нуди локалната заедница, но впрочем и самата централна власт. Како тече оваа кампања и кои се придобивките од гаранцијата за млади, разговараме со Никол Клесова, регионален координатор на Националниот младински совет, колку мислам сепак добро ве најавив. Реков, реализирате кампања, докаде се со кампањата овде во југоистокот Клесова? Така, како регионален координатор на Националниот младински совет, Центар за истражување и анализи Новус, како регионална канцеларија на МСМ ја спроведува младинската гаранција како сет од мерки кои се наменети за млади личности од 15 до 29 години со цел нивно надоградување, побрзо вработување, вклучување на пазарот на труд и доквалификација. Така. Бевте во повеќе локални самоуправи од југоистокот, ако не се лажам, дали оваа кампања продолжува? Оваа кампања се спроведува во петте поголеми општини во југоистокот, исто така се спроведува и во другите плански региони, значи Националниот младински совет спроведува во 8 плански региони оваа мерка. Во југоистокот се спроведува во поголемите општини, во Струмица, Гевгелија, Радовиш, Валандово, но и во тука спаѓаат и помалите микроопштини во овие градови. Што всушност представува гаранцијата за млади? Зошто младата популација да биде дел од овој проект кој што мислам дека се реализира повеќе години во нашата земја? Да, како што реков, гаранцијата за млади се спроведува веќе неколку години наназад. Во склоп на гаранција за млади, младите личности од 15 до 19 години, до 29 години, кои не се во работен однос или се уште немаат стекнато со високо образование, имаат можност за доквалификација, посетување обуки, практиканство, како и активно вклучување во работен процес. Така, на пазарот на трудот. Има ли таков број, каква е состојбата во југоистокот? Има ли млади кои што се невработени и дали со таа гаранција на млади ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот? Еве, например, завршен некој економист, не завршува високо образование, дали тоа значи дека може да се пријави со ова гаранција на млади малку попластично или поеластично да го прикажеме? Мора ли да оди кај агенцијата за вработување, да објасниме? Процесот, како што спомнав, се одвива така што младата личност заинтересирана прво, како што спроведуваме кампања, имаме 5 теренски работници кои работат во овој регион. Прво тие ги информираат младите кои се пријавени кои се заинтересирани за оваа можност, потоа ги информираат за гаранција за млади. Процесот тече така што потоа тие млади личности се пријавуваат во агенцијата за вработување и од таму превземаат тие. Односно, според нивните барања и квалификации се распоредуваат дали сакаат практична настава, дали сакаат доквалификација или потенцијално вработување. Што покажува искуството? Досега бевте во Струмица, во Радовиш, што покажува? Колку има интерес кај младите или сепак и вие го чувствувате тој недостиг на млади? Вршевме теренска работа, како што спомна, во повеќе градови од југоистокот. Одзивот на млади беше добар, но се надеваме, младинската гаранција трае уште 1 месец, се надеваме дека ќе биде поголем интересот кај младите. Колку што ве разбрав, младите од 15 до 29 години ќе мора прво да бидат мапирани од ваша страна, за да може да бидат вклучени во таа младинска гаранција. Осем придобивките за вработување, дали има некои други придобивки кои што може да ги добијат со таа гаранција на млади? Еве, например, за отпочнување на свој бизнис, добивање средства неповратни од или поддршка од младите од страна на Агенцијата за млади спорт или пак од владата. Така, како што спомна, гаранција за млади не е само за вработување, тоа е исто така за отпочнување на собствен бизнис, за како што рече, за доквалификација на младата личност. Така, значи тоа е еден
услов би рекол дека може на пример да се надеваат за одредени средства. Бевте во Радовиш, не ми одговоривте. Има интересно каква е состојбата? Се интересираат ли младите или пак скептици се за овој проект? Младите се заинтересирани до некаде, но уште нема доволно развиено доверба за во во систем. Во институциите, предпоставувам во системот, тоа е и вашата цел, да им ги објасните сите тие придобивки. Нашата цел е баш да допреме до тие млади, таргет групата ни е млади кои не знаат што да прават, завршија средно образование, не сакаат да одат на факултет, имаат можност преку оваа мерка истите да посетуваат дополнителни обуки, тренинзи, за надоградување на своето знаење, како и поголеми можности за вклучување во работен процес. Исто така, како што спомнавме пред тоа, за започнување на свој бизнис дури. Да. Тоа рековте потоа агенцијата за вработување, предпоставам дека ќе ги насочува, дали ќе биде за доквалификација, стекнување на нови вештини. И досега комуницирате ли со некои млади кои што веќе биле дел од оваа гаранција за млади? И што е кој е нивното искуство? До сега сме имале безброј успешни примери од овој проект, во претходните години. Имало доста успешни приказни кај што луѓе млади од НИТ категорија започнале преку оваа мерка како практиканти, па сега дошле до некој работен однос или во унапредување на своето знаење. На што најмногу целат младите? Сите сакаат да бидат IT инженери, односно во IT технологијата. Дали и ова ви го се бара преку гаранцијата за млади или пак се интересираат? Не знам, кога ви проаѓаат на штандовите, зашто конкретно се интересираат? Младите конкретно се интересираат како тие може да стапат во работен однос и кои се бенефитите кои оваа мерка ги нуди. Исто така, најмногу се интересираат, како што рековте, во IT секторот, здравствените работи, професии и тоа е, мислам дека најголемото барање. И кој е оној апел кој што би сакали да го упатите од Струмица до сите млади, а поврзано со гаранцијата за млади? Ги охрабрувам сите млади личности од 15 до 29 години да се приклучат на оваа мерка, не само за вработување, туку и да стекнат дополнителни знаења, вештини и искуства со цел нивно понатамошно градење на кариера и унапредување и стекнување нови вештини, со оглед дека помина времето со завршено едно основно образование, дека мораме да наоѓаме работа на тоа основно односно средно образование, предпоставам дека флексибилен е пазарот на трудот. Така. Оваа мерка ја спроведува Министерството за образование и наука во партнерство со Националниот младински совет на Македонија и со Агенцијата за вработување.